гостин е колегата, новинарот од информативната редакција на Телма, Огнен Чанчаревиќ. Огнен, добро утро, добре дојде утринската на Телма. Добро утро. Повод за твоето гостување, твоето неодамнешно враќање од Молдавија, како што ја посочи во најавата, земја која е многу актуелна деновиве, а особено е под притисок и под политичка и под војна тензија откако почна руската агресија врз Украина. Ти неодамна се врати од таму, сега е наша екипа и во Украина, односно се враќа и Милмир Серафиновиќ од Киев, ќе го поканиме и него со своји впечатоци овде, меѓутоа еве да чуеме прво за Имавме визита на регионот, да. Така, визита на од истокот. Што носите од исток таму, како впечаток? Молдавија бев, јас бев веднаш по ставката на премиерката Гаврилита, во тој вакуум период кога немаше премиер државата, имаше само председател Маја Санду. Во рамки на посетата на министерот Опсе, кој како председател на Опсе ја посети Молдавија. Што може да се каже за Молдавија? Во многу деликатна состојба е таа држава во моментов. Во меѓувреме дана, 16 февруари, значи тоа пред точно 10 дена избраа премиер, што би требало да намали кризата, но истовремено сега во четвртокот Путин го откажа ја откажа поддршката, еве, тој еден указ што го имаат за делумна поддршка на Молдавија, он го отповика, тој указ е од 2012 година, што дополнително внесува нестабилност, а имаше и протести. Во периодот јас кога бев, тоа беше баш кога председателката Санду имаше таа драматична изјава дека се спрема куп детат, дека се спрема државен удар, опозицијата со помош на платеници од Русија, Србија, Црна Гора и Белорусија. И на крај тоа се случи. Имаше протест. Мислам, се уште е на власт, но се уште ја води државата, но среќа немаше државен удар. Еве гледаме снимки од Кишињев, ова веројатно главниот град. Да, главниот град. Од прилика со број на жители колку Скопје? Се е од прилика колку Скопје, значи градот е 550.000. Па и Молдавија како Македонија наликува. Има 2,5 милиони жители, за некои 7-8 квадратни километри е поголема од Македонија, сиромашна држава, лоша инфраструктура, од онаш бар што можев да го видам, патиштата се... Имаше можност да прошеташ, да поразговараш со локалните жители и дали меѓу нив се чувствува таа тензија и дали се во страв? Да, видите, таму е поделено. Тоа е страшното што е поделено. Молдавија, главната популација во Молдавија се молдавци се, но дали имат руско или романско потекло. Во Кишињев повеќето се со романско потекло. Тој дел што е отцепен, што е автономен, не е отцепен, еве да речеме, Транснистрија или Приднестровје, зависи кој како знае, таму се претежно руски, со руско потекло граѓани на Молдавија. Во Кишињев е измешано, има и со руско потекло и со романско, сепак повеќе се зборува молдавски, молдавскиот е сличен на романскиот, но полно луѓе го знаат и рускиот јазик, она што е лошото е што речиси никој не знае англиски. Рековте бројка од околу 2,5 милиони, прочитав дека околу 500.000 како мајчин јазик име рускиот, односно го зборува. И повеќе. Сите го зборуваат рускиот, но како мајчин го користат 500.000, иако процентот па не е толков на руси во Молдавија. Официјално според пописите процентот се движи околу 13 до 15%, не ме држете за збор, од популацијата, но да голем дел, речиси сите го зборуваат и рускиот, но по потреба на повеќето како мајчин, како што кажа тие 500.000. Се што се очекува таму, што е проблемот? За жал, кога беше министерот Османи во својство на председател, тој имаше средба и со Санду и со представниците на Приднестровје. За жал, од X причини, не знам од кои причини, кога заврши посетата, он имаше само изјава. Председателот Османи имаше само изјава, дали беше негова одлука или на кабинетот да нема прашања, не знам, што мислам дека беше грешка, затоа што ќе можевме да видиме што и како разговараме со луѓето, со властите на Приднестровје. Затоа што тој имаше средба со двете страни. Она што можам ја да посведочам, затоа бидејќи нас не ни беше дозволено да отидеме не ни беше дозволено да присуствуваме на средбата со руските представници во Приднестровје, ни рекоа може да влезете тука, но идете во градот Тираспол, правите си репортажа од средбата, не може да снимате. Затоа не ни видовме, не ни ја проследивме. Меѓутоа, кога разговаравме за министерот за надворешни работи на Молдавија по Песку, тој беше многу дециден.
бараше од опсе од меѓународната заедница, од Европска унија, од Америка, пристап на властите до левата страна на реката Днестар. Значи, тоа е природната граница помеѓу Молдавија и Транснистрија и тоа е делот што е автономен. Таму молдавските власти немаат авторитет, немаат никаков авторитет. Таму си има локална... Таму е град Тираспол? Главен град е Тираспол. Кога разговарате со жителите на Тираспол, тие се проруски настроени и отворено го кажуваат тоа? Не, јас не разговарав, не бев во Тираспол за да разговарав со луѓе од Транснистрија што има работа во Кишинјев или што исто така следеа посетата. Да, тие се проруски настроени. Видете, во Транснистрија има руски бази и руска војска. Што се таму под превез на мировни сили за да нема на тамошни конфликти. 92 имаше ситни конфликти таму, кога сакаше да се отцепи Транснистрија. И таму е балансот за евентуално Молдавија да не се приклони кон Романија, затоа што тие две држави се природно блиски, например, по култура и по традиција. По се. Сега кога беа кризата која беше последниве 2 години, значи и со коронавирусот и сега со гасот, Романија е таа што и помогна на Молдавија. Молдавија, ако видите на картата, е на многу лошо место, се граничи со Украина и со Романија. И таа е баш како Клин. Гас немаше, Русија го скина гасот за Молдавија и така што Романија беше единствената држава што им помагаше. Украина не може да сака. Не знам, си имаат своји проблеми. Им помагаше и финансиски, и со газ, дури и со капацитети струја им пренесуваше затоа што навистина е сиромашната. 350 евра е просечна плата. Кишинјев ме прашавте. Убав град, стар град. Се гледаат остатоци од Советскиот сојуз. А како се чувствува таа тензија, таа нервоза кај граѓаните на Кишинјев? Се плашат дека ќе има војна или пак сакаат? Се плашат од дестабилизација, тие што се промолдавски настроени, затоа што на кого му одговара дестабилизација? Никој не се... Веројатно и на тие што се проруски настроени не им одговара војна. Не знам тоа. Да ви кажам, барем со тие што зборував, што се проруски настроени, нема некои... Не беа толку, како да кажам најблаго, не беа толку лојални кон Кишинјев. Да, живеам во Молдавија, јас сум проруски настроен, етнички русин сум, мислам дека не е во ред ова, мислам дека државата не ме представува мене со тие прозападни ставови, затоа што владата има прозападни ставови и да, сметам дека треба да се смени, па макар и со протести и со други мерки и средства. Тоа беше... Политичката состојба е сега стабилизирана, а претходниот премиер се повлече ради притисоци. Меѓутоа и тој беше прозападно ориентиран. Исто како владата во Молдавија е прозападна. И председателката Сандуј. Да, Маја Сандуј е исто прозападна, но луѓето не се толку прозападни. Затоа велам многу... А која избира таа влада тоаш? Има 3 избори, веројатно. Може да направам паралела како и со Македонија. Да, ние сме прозападни, ама не се сите во државата прозападни во Македонија, така? Исто и таму, само што малку е поголем бројот што не се толку прозападни, затоа што имаат поводат потекло од Русија. Русија сака сега во моментов, тоа беше и минатата година, они предупредува, зашто им е потребна таму дестабилизација, затоа што Молдавија како Клин ја дестабилизира дополнително Украина од безбедната страна и ја дестабилизира и Романија. Граница на Романија. И клучното е Одеса. Црно море, излез на Црно море, пристаништето Одеса, што е, затоа што е пристаништето Одеса, клучниот, единствениот више излез на Украина на Црно море, потоа е Транснистрија, па е Молдавија. Значи имаме руска територија Крим, па Украина, Одеса, па повторно руска територија и тука се врши веќе притисокот. Еве последните информации што стаса викендот од Кремљ предупредија дека Украина подготвува напад врз Преднестровје и тоа под превезот, да. под знамето на Русија, као маскирани ке биле. Не, истото... Така беше предупредувањето. Тие информации беа, јас кога бев таму, дека се подготвува организирано од владата, се подготвува да се влезе оружено, да се интервенира, да се исценираат напади врз руските мировници кои што се само не се мировници таму, тие се заштита.
на руските интереси во Транснистрија и таму има сериозна опрема, што воена техника, што мировници у принцип не би требало да имаат. Украинците тоа веднаш го демантира. Молдавската преседателката Сандук кажа дека нити имаат намера да влегуваат во оружен конфликт, но тоа е барањето да се овозможи да влезат во Транснистрија и некако да се договорат за да функционираат. Именно таму и за да влезеш, молдавец што живее во Кишинјев, за да влезе во Транснистрија, мора да помине низ пункт. Тоа се повторно се даваат документи. Имаше, не можам сега точно да ви кажам, имаше некои ограничувања со можеш толку да купуваш, толку пари да трошиш. Воопшто не е пријатно и воопшто не е убаво. Граничните премини кон украинеци функционираат нормално и кон Романија? Отворени си? Јас кога одев, јас кога патував за Молдавија, еден тој низ кој што сакавме преку кој сакавме да поминеме беше затворен. Не знам зошто, па моравме да кружиме преку Јаши, тој е од север, за да влеземе, али во принцип да работат. Дента јас кога бев беше и затворен аеродромот Кишинјев на неколку часа поради закана од не знам, поради безбедносни причини беше затворен аеродромот, но попладнето го пуштија, го отворија и тогаш и замина министерот Османи од Кишинјев. Она што е клучно за таму е дека преговорите се водат веќе долго време, откако Путин го даде тој декрет, тој указ од 2012 се водат и тоа е една интересна 5+1. 5+2, значи покрај Молдавија и Транснистрија, таму се Европската Унија, Америка, ОПСЕ и Русија и Украина. И од кога почна војната, двете држави ги повлекоа представниците, нема шанси да седнат на иста маса и преговорите запреа и се од ден у ден само се влошува. А што е целта на преговорите, односно која е позицијата на двете страни со оглед на тоа што Преднестровје уште од осамостојувањето на Молдавија функционира под своја автономија на некој начин? Да, 1990, значи целта е некаква инклузивност во општеството. Значи Молдавија да биде една држава. Целта е да се осигура проруските политички елементи таму да добијат уверување дека нема да има приклонување кон Романија, нешто што таму многу често се збори дека молдавците немаат ништо против да станат дел од Романија и за да се стави правна рамка на сите тие дилеми, дали Молдавија би се приклонила кон Романија, би станала дел од Романија, дали би останала држава во меѓународно признатите граници, дали Приднестровје треба целосно да се отцепи по принципот на Калининград, што е таму се најголемите проблеми во моментов. И највпечатливо од целиот разговор што го водиме е она паралела со Македонија. Слична по територија, по број на жители и по сиромаштија веројатно и по измешаност на етничката припадност на граѓаните кои живеат. Да, има многу допирни точки, освен архитектурата, таму е советската ера, кај нас не знам, барок. Но да, има многу имаме допирни точки да сиромаштија, лоша инфраструктура, патиштата се дури полоши од кај нас. Мислев дека нема да сретнам такво нешто, не сретнав. Но повторно ќе ви кажам, тоа се должи немаат поддршка. Едноставно немаат поддршка и верувате, еден дел од државата тотално да е отцепен, да не функционира, е дополнителен проблем за остатокот од државата. Така, да, за голем број граѓани од Македонија, голема непознатица Молдавија, иако е тука некаде близко на... Убава земја е. Убава земја е, тоа е многу битно да се каже. Покрај се што кажав, да, сепак е убава земја по пейзажи. Кишинјев е далеко од град. Навистина е далеко од град. Луѓето се прекрасни. Исто отворени, сакаат да разговараат, сакаат да се кажат што ги мачи и да те прашаат од каде доаѓа, што сепак комуникацијата е проблем, затоа што, како што кажав, англиски е многу малку зборуваат таму. И сакаат да идат понатака, знаете, доста име во тој мрачен период кој што го живееле више 60-70 години. Са можете да видите да има ултра скапи возила на градските улици, на булеварите, тоа се огромни булевари колку две партизански, но има и сериозна сиромаштија.
Сериозна сиромаштијата. Добро, затоа и гостување во Утринска да се споделат поголем број впечатоци, да ги запознаеме гледачите со Кишинев и Молдавија. А како што реков, другата наша екипа се врати и од Киев. Го очекуваме и Миомир Серафиновиќ неделава во Утринската да сподели впечатоци како изгледа главниот град на воена Украина една година по стартот. И како живеат таму. Како живеат. Огнен, благодарам за гостувањето во Утринската. Беше задоволство.